За разлика од 400 нивни колеги, овие 34 кандидати за полицајци не добија работа. Иако, како што велат, успешно го поминаа курсот, сепак Министерството за финансии не одобри средства за нивно вработување. По неколку месеци тие повторно се собраа на протест пред МВР. Тие бараат да бидат вработени, бидејќи, како што велат, поседуваат потврди за успешно завршената едногодишна обука. Почитуване министер, сите ние, 434 кандидати, сите заедно, рамо до рамо, цела година со нашите 400 колеги кои се веќе вработени, исто така сите заедно се боревме успешно да ја поминеме обуката, а ние сме на ист начин обучени и подготвени како полициски службеници. Ние 34 кандидати за полициски службеници седиме 6 месеци дома без работа на грбот на нашите родители, а со веќе успешно завршена обука за полициски службеници. Ние денеска по втор пат доаѓаме пред вратата на Министерството со цел да поразговараме со вас за нашата работа. Нивните барања ги слушна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој им порача дека проблемот не е МВР, туку Министерството за финансии. Спасовски вели дека ќе достави барање до финансии за нивно вработување, како што направи и по претходната средба. Треба да побараме и да овие лица кои што завршиле обука се најдат во редовите на Министерството за внатрешни работи. Секако дека тоа треба да се направи и за овие 56 кои што во саботата беа промовирани како нови кандидати за полициски службеници. Јас ќе ги доставам барањата до Министерството за финансии и очекувам дека Министерството за финансии ќе ги прифати овие барања и ќе можем да им овозможиме на овие млади луѓе да бидат дел од Министерството, впрочем за она што се школувале и што име животна желба да им се остане. Од Министерството ги демантира информациите на министерот Спасовски. Министерството за финансии ги демантира тврдењата дека не обезбедило пари за плати за 34 кандидати за полициски приправници, кои денеска протестираа пред Министерството за внатрешни работи. Министерството за финансии има обезбедено средство за сите кандидати, а вработувањето треба да го спроведе МВР. По состанокот, кандидатите за полицајци изјавија дека го добиле истиот одговор како и на претходниот состанок, одржан пред неколку месеци. Втор пат се поднесува барањето, министерот за внатрешни пак ќе го поднесе барањето и ќе одиме пред финансии да видиме каков ќе биде одговорот во среда. 34-цата кандидати за полициски службеници, од кои 22 се албанци, 12 македонци, се договорија во среда да се сретнат пред Министерството за финансии. Инаку според најавите денеска на протест требаше да излезат и 54 кандидати кои не беа примени на последниот конкурс, но сепак тие не се појавија.